Матични гинеколози им наплаќале прегледи на жени од социјално загрозени семејства, иако не смееле да го прават тоа. Во невладините организации велат дека тоа го прават користејќи ја неинформираноста на младите жени ромки, како и на други од оваа ранлива категорија, кои не знаат што треба да платат, а што подлежи на партиципација. Од тие причини престанале да одат на лекар и со тоа ја ризикуваат бременоста и своето здравје. Не треба да ги наплаќа. И кажувам на сопругата дека не треба да ти наплаќа. Мојата сопруга вика: "Абе докторе, сепак ајде ќе му платиме, нема проблем, са имаме, ќе му платиме." Кога ние, јас како едуцирана личност и мојата сопруга и ги кажувам сите овие работи и ги наплаќаме тие прегледи, што е со тие што се неедуцирани, за кои што вие зборувате? Па тие и да знаат, те сепак ќе платат ако имаат, ако немаат, нема. И нема да одат на преглед. И во текот на бременоста нема да оди на преглед, заради тоа што знае дека треба да му се наплати. Во Прилеп, гинеколог продолжил да им наплаќа прегледи иако го прекинал договорот со фондот, а за тоа не ги информирал своите пациентки. Случајот бил пријавен во инспекција. Прегледите им ги наплаќаат на приватно, дури во случај кога жената нема можност да го плати прегледот, иако знае дека прегледот не треба да биде наплатен, во тој случај матичниот гинеколог им ги задржува здравствените книжки, што е противзаконски. По колку се наплаќаат? Прегледите се наплаќаат во висина од 200 до 1000 денари, значи тие се податоци неодамна собрани со ова истражување, значи според изјавите на жените од истражувањето, прегледот се наплаќа од 200 до 1000 денари. Но фрапантни податоци доаѓаат за луѓето кои не постојат во регистарот на државата. Тие немаат документи за идентификација, единствен матичен број, лична карта, здравствена книжка, сини картони. Нивните деца никогаш не биле во училиште, не примиле вакцини, никогаш немале можност да имаат било каква помош од државата. Поради административните трошоци и неинформираноста, талкаат низ државата и представуваат опасност и за себе и за околината. Но и државата е незаинтересирана што се случува со овие луѓе и за опасноста која демне предупредуваат од службите кои се во директен контакт со нив. Јас како епидемиолог, каде што полиција не може да влезе, ја влегувам таму. Затоа што морам да влезам кај што има болен човек, идам на терен и по планина и по села, присутна сум сегде и ја знам ситуацијата како се одвива. Имаме ранливи групи кои што не се регистрирани во регистарот на МВР. Тие луѓе слободно ни минуваат преку граници. Бремени жени со мали деца се движат и поминуваат. Значи, постои опасност голема од пренесување на заразно заболување. Значи, сега да не бидам параноична, биолошко оружје. Они се автоматски можност за биолошко оружје за внесување на заболување во државата. Нигде, јас имам во база на податоци во МВР, тражено цела фамилија на луѓе, кај што ги нема регистрирано ни пасош, ни лична карта. И јас ги имам пронајдено болни, 10 души болни во една куќа напуштена. Значи, мора сите структури во општеството да си земат за задача. За да, еве, со мајчина книжка, бремените жени, да се регистрират. Мора негде да постои на хартија тоа лице. Или лицата ни се шетат. Штип, Кавадарци, Битола, таму една книжка, мајчина книжка, ваму една мајчина книжка, значи ние немаме увид што ни се случува. Сапајле првиот случај во Судомиполи беше година и пол детето не пријавено. Зашо? Затоа што некој од таму комшика во Радански пат и рекла чим има помош за четврто дете, петото не смее да го пријави. И она веќе година и пол не го пријавува петото дете. И автоматски нема да се вакцинира. Па нема да се вакцинира. Значи тоа има далекосежни последици. Останува прашањето за одговорноста и инертноста на институциите на системот, како и незаинтересираноста за едукација на овие луѓе за подобро да се интегрираат во општеството.